Благодарам, председателке, почитувани колеги. Пред да започнам да говорам зошто професорката доктор Родна Живковска треба да биде избрана за уставен судија, најнапред би го изразил моето разочарување, бидејќи никој од колегите од власта не е тука присутен од членовите и замениците на Комисијата за избор и именувања да слушне освен еден, Мартин, да слушне аргументи, и тоа е уште еден сомнеш дека оваа комисија повторно ќе избере судии кои што ќе судат по партиски, а не согласно уставното право. За информирање на јавноста, за запознавање на јавноста, неколку пати ова повторено одговорница, но би сакал уште еднаш да го повторам. 13-тото продолжение на оваа седница трае повеќе од една година. Локалните избори се случи да има нови претумбации во владеачкото мнозинство и колегата Фадил Зендели од позиција да биде во опозиција, со што во оваа комисија власта го изгуби мнозинството. ВМРО ДПМН е во тој период побара продолжување на второто продолжение на 13-тата седница, се со цел да се избере председател на комисијата и да се започне со постапката на избор на уставни судии. Тогашниот председател на комисијата Костадин Костадинов стана градоначалник на Струмица и оваа комисија беше нефункционална. Согласно Уставот на Република Македонија, секој пратеник тука во Собранието на Република Македонија ги представува граѓаните и одлучува согласно своето уверување. И бидејќи власта го немаше мнозинството во оваа комисија, бидејќи не им дозволи на пратениците да одлучуваат согласно своето уверување, најнапред требаше да создадем ново мнозинство во комисијата, за денеска повторно да имаме избор на партиски уставни судии. Вашето неприсуство е доказ дека оние три предложени кандидати од власта, а бидејќи само три бираме, дека тие ќе го поминат филтерот. Тоа не е никакво изненадување за македонската јавност, а аргументите во однос на стручноста, компетентноста и кредибилитетот, за жал, тука не играат улога, туку тука владеачкото мнозинство гласа онака како што наредува партијата. Впрочем, сведоци бевме и на изборот председател на Уставен суд на Добрила Кацарска, кој што добро знае македонската јавност, е добро позната како джелатот на власта, онаа која што треба да ги суди со драконски казни сите припадници на опозицијата. Од 27 април, онаа судивка која што треба да го спасува Зоран Заев од за предметот подкуп, за предметот рекет и останати други предмети. Доколку интенцијата ви е и сега да изберете такви судии кои ќе го штитат криминалот на СДСМ, да не се чудиме после зошто граѓаните имаат 8% доверба во судството и зошто во извештаите на Стейт Департментот сведува и се нотира дека имаме политичко влијание во судството. Толку би сакал накратко за запознавање на македонската јавност околу оваа комисија и околу Уставниот суд. Што се однесува на кандидатот за уставен судија, предложен од опозицијата, доктор Родна Живковска, редовен професор на Правниот факултет Јустинијан I, би сакал за македонската јавност, бидејќи пратениците од СДСМ не се тука, да дадам неколку квалификации за која жена се работи. Доктор Родна Живковска магистрирала на Правниот факултет при УКИМ на тема приватната собственост на граѓаните според правото на ФРЈ во јуни 1991 година, под менторство на професорот Асен Грубче, кој бил еден од поистакнатите судии во Уставниот суд на Република Македонија, на Врховниот суд и на Апелациониот суд во Скопје. Докторскиот труд под наслов Правото на првенствена купувачка во Република Македонија под менторство на професор доктор Марко Илешич го одбранила во 1996 година на Правниот факултет во Љубљана. На Правниот факултет Јустинијан I во Скопје избрана за редовен професор на научната област Граѓанско материјално право во 2006 година. Доктор Родна Живковска како редовен професор одржува настава на првиот, вториот и третиот циклус правни студии. На првиот циклус студии доктор Родна Живковска одржува настава на предметите Општ дел на граѓанското право и стварното право. Во рамките на вториот циклус студии доктор Родна Живковска одржува настава по предметите Стварно право 2, Граѓанско право применета програма, Земјишно книжно право, Земјоделско право, право на урбанизам и градење, медицинско право
и лично право. Областите кои што е стручна професор доктор Родна Живковска, овие кои што сега ги прочитав, е уште еден доказ за нејзиниот кредибилитет и компетентност дека апсолутно би се грижела за уставни повреди кои би се сториле и би одлучувала стручно и компетентно доколку биде судија во Уставниот суд на Република Македонија. Затоа што експертизата која што има во оваа област е исклучително потребна за заштита на човековите права и слободи кои што се пропишани со Уставот на Република Македонија. Доктор Родна Живковска одржува настава на третиот циклус студии по предметите општ дел на граѓанското право, стварно право и катастарско право. Истовремено, како предавач на Академијата за суди и јавни обвинители, доктор Родна Живковска редовно одржува часови во рамките на континуирана обука на судиите на сите апелациони подрачја во Република Македонија. Покрај работните обврски како редовен професор, доктор Родна Живковска беше раководител на Институтот за граѓанско право и раководител на катедрата за граѓанско право на Правниот факултет Јустинијан I. Доктор Родна Живковска во текот на својата годишна академска кариера има објавено повеќе бројни трудови во домашни и меѓународни публикации од областа на граѓанското право и стварното право. Би прочитал само неколку од нив. Автори професор Родна Живковска, Тина Паржеска. Објектот како елемент на граѓанско-правните односи. Доктор Родна Живковска, Тина Паржеска. Соседското право, втор дел. Соседското право, прв дел. Доктор Родна Живковска, Тина Паржевска, Милица Шутова, деривативно стекнување на стварни субјективни права во македонското позитивно право. Зборник на трудови, општествените промени во глобални свет, 6-та меѓународна научна конференција ШТИП. Има десеттици бројни трудови зад неа, кои што можам да ги читам ред по ред, а кои што се достапни во нејзината богата биографија. Доктор Родна Живковска има објавено и повеќе монографии, учебници, учебни помагали, коментари на закони. Исто така би прочитал само дел од нив. Општ дел на граѓанското право воведни теми. Стварно право. Збирка на прописи од стварното право. Општ дел на граѓанското право. Практикум. Коментар на законот за експроприација. Коментар на законот за катастар на недвижности. Правни норми, промет, имот, објекти на граѓанско-правните односи и правни факти. Правни дела. Понатака, професор доктор Родна Живковска има значајно искуство во работата како член, председател на повеќе комисии, совети и управни одбори. Би навел дека е била член на најголемото тело на Универзитетот Свети Кирил и Методи, односно сенатор во Сенатот на УКИМ, како што веќе напоменав, раководител на Институтот на граѓанското право, раководител на мастер студиите насока граѓанско материјално право и граѓанско процесно право, член на Правниот совет за реформи во правосудството при Министерството за правда на Република Македонија 2013-2015 година, член на Комисијата за посредување во авторските и други сродни права при Министерството за култура на Република Македонија, член на Програмскиот совет за уредување на градежното земјиште на Република Македонија, понатака, член во Совет на Адвокатската комора на Република Македонија период 2006-2010 година, член на Управниот одбор АД Поштенска банка 2001-2005 година. Понатака, во рамките на стручно-апликативната дејност, професор доктор Родна Живковска учествувала во повеќе работни групи, комисии за изработка на закони и други правни акти кои што денес се применуваат во позитивното право, во позитивните законски прописи на Република Македонија. Како председател член на работната група, доктор Родна Живковска учествувала во изработка на следниве закони и други правни акти. Експертско правно мислење за Униграм МЕР-ДО Скопје во врска со согласување на нивниот договор за концесија од 2003 година. Експертско правно мислење во врска со можностите за приватизација на земјиштето во собственост на АД Тетекс. Експертско правно мислење за склучениот договор за долготраен закуп на земјиште помеѓу АД Топлификација и Министерство за транспорт и врски. Експертско правно мислење за имотно-правниот статус на Универзитетското одморалиште во Охрид на УКИМ. Учество во изработка на договорот за давање на концесија на патиштата за коридор 8. Остварување на соработка и пружање стручни консултантски совети во врска со донесување на законот за гранични премини. Стручно мислење во правото на трансформација на градежно земјиште кој го користи Скопски пазар. Има десеттици закони и совети во кои што учествувала при нивната изработка
од кои што институциите на Република Македонија црпеле совет како тоа да се направи согласно граѓанско-правните норми во Република Македонија. Кога тоа ќе се спореди со она што го имат другите кандидати кои што ги представи власта, неспоредлива е богатата биографија на професор доктор Родна Живковска. Не сакам да се повторувам со колегата Антонио Милошевски, добро ги изнесе тие факти, но сметам и апелирам, како што напоменав во првиот дел од моето обраќање, за да немаме партиски уставен суд, дајте да избериме уставни суди кои што ќе бидат на нивото на задачата, истакнати правници, кои што имаат зад себе реномирани дела, кои што учествувале во подготовка на закони, кои што објавиле во меѓународни списанија, кои што се првенци во својата област во која што предаваат, за да не ни се случи после повторно македонските граѓани да имаат само 8% доверба во судството, да не ни се случи повторно во извештаите на Стејт Департментот да пишуваат дека судовите во Република Македонија имаат уште политичко влијание и да не ни се случи правен екзодус кој што моментов се случува од судството во Република Македонија. Толку би имал за сега да кажам за кандидатот професор доктор Родна Живковска. Се надевам и апелирам да биде избрана за уставен судија. Благодарам.